Нашата колешка Весна Велкова-Тодоровска се наоѓа пред собранието. Време е за стандардната рубрика Собраниски брифинг. Весна, добро утро. Денешниот разговор ќе го водиш со наш колега Љубомир Костовски, што е во фокусот на денешниот собраниски брифинг. За што ќе разговарате? Предпоставувам ќе ги споменете и оние бурни настани од текот на вчерашниот ден и секако на седницата на која што се очекуваше, а не беа изгласани оние нови мерки антикризни, така наречен пети пакет мерки за помош. Така е, Криса, добро утро за гледачите на Собраниски брифинг. Гостин е новинарот и добар познавач на општествената политичка сцена, господинот Љубомир Костовски. Вчера овде во собранието јавноста беше сведок на немили сцени кои, јас би рекла, не му доликуваат на едно собрание. Не беа изгласани оние антикризни мерки за кои сите пратеници овде се залага од сите пратенички групи. Проблемот започна откако ВМРО-ДПМН не сакаше да биде присутна на 32-та собраниска седница, на која беше и онаа стратегија за борба против корупцијата, за која тие пак се залагаат и ја поддржуваат. Во секој случај потоа не прифатија да биде ставена на дневен ред 36-та собраниска седница, на која беа сите оние антикризни закони со кои требаше да се изгласаат платите на 20.000 работници, но и онаа еднократна парична помош од 6.000 денари за исто толков број на работници. Добро утро, господин. Добро утро. Овде во собранието вчера се случуваше една немила сцена надворот тоа што се бркаа пратениците за микрофон, надворот тоа што тропа и свираа со свирчиња, не беа изгласани сите оние антикризни мерки за кои се залага. На што се должи целата оваа ситуација во собранието? Па очигледно повторно имаме таа политика или на создавање атмосфера што положат толку подобро. Значи ние токму кога барем малце се намали тој тонус во општеството, тоа дури се забележуваше и во меѓусоседските односи, бидејќи ние сме сите поделени, еден за една опција, друг за друга опција и така натаму. Веќе се вративме повторно назад со тоа што изгубивме значајно време. Фактот што некои луѓе носеа свирчиња вчера, тоа е јасно дека некој се подготвил за некаква манифестација на театралност и барање на повод да се прекине тоа нормално работење кое беше, се разбира, и вчера ненормално, и претходно ненормално, бидејќи имаше уште 5-6 комисии и други тела на собранието кои се тотално замрзнати, иначе не се ни одмрзнати, тие таму не се почнало да се расправа. Едино се одеше се форсираше ова прашање на пакетот мерки, кој го чекаат желно се. Инаку заглавени се уште 30 на закони. Да, многу има и мислам ставот очигледно на спикерот е да се тече по некаков редослед. Значи веќе ако сме го стабилизирале собранието со работата, тоа нормално да работи. Не е само тој пакет, веќе се слушаме и петиот пакет мерки се готви, особено важен за угостителството и туризмот, но се останува некако на ивица на ножот. Инсистирањето вчерашно беше на опозицијата да се оди на гласање само тој пакет мерки, а тоа се почувствува кај провладените парламентарци дека можеби и по трет пат ќе бидат измамени, бидејќи и претходно имаше 2 случаи, како кај буџетот, например. Да го донесеме буџетот преку редно, па после ќе се продолжиме нормална работа и тоа не се случи. Се изгласа буџетот и тие си напуштија салата. Костовски, да, во секој случај парламентот е законодавен дом. Целата оваа ситуација ја гледа европската јавност, да кажеме. Ќе влијае ли на мислењето, на европското мислење целата оваа ситуација за Македонија? Не знам, ја имам впечаток дека и досега надворешниот фактор многу малку обрнуваше внимание на парламентот. Мислам, главно се гледаше владата, меѓупартискиот диалог и така. Меѓутоа, кога ги гледате оценките што се даваат периодично, парламентот како да го нема, иако тој всушност е во постојана континуирана криза. Поголемо време не работи колку што работи. Да се сетиме што све се случуваше
Да не го спомнуваме 27 април 2017 година, тој и претходно имаше такви едни ситуации, бурни, драматични. И сега ние како да не сакаме да работи нешто што треба да носи закони врз основа на кој ќе се проценува нашиот реформски капацитет. Што значи, без нови закони или промена на сегашните закони не може да се менуваат состојбите. За многу работи ви фали вас нешто да биде или појасно кажано во законите, или да се донесе сосема нов закон и така натаму. Многу се тоа проективи, како што спомнавте, 30 се. Сега во мигот подготвени да се гласаат, меѓутоа вие едноставно не сакате тоа не сакате нормалност. Мислам, тоа го покажува и секојдневието, држите некакви протести и се одржуваат и така натаму. Точно така, зашто се знае дека собранието е двигател на целиот овој реформски процес кој од друга страна го бара Европската унија. Како да се надмине целата оваа ситуација? Па не знам, очигледно е дека постојат се повеќе гласови. Еве и вчера имаше на трибина Конрад Аденауер околу парламентот. Добро, темата беше поставена на односите на Европскиот парламент со нашиот парламент. Меѓутоа веќе се слушна некои гласови кои стануваат се погласни и погласни, тоа за некаква меѓународна арбитража. Значи ние да станеме земја во која ќе се арбитрираат односите. Тоа беше став на пратеник од опозиција. И една од гостинките исто така малку да речеме повоздржано, но сепак спомна дека треба да се посилно биде присутно меѓународниот фактор, бидејќи кај парламентот тоа го отсутствуваше до сега, се решаваше на други нива и така. Со исклучок на одредени моменти кои беа многу драматични, како промена на уставот и така натаму. Меѓутоа, еве и сега доаѓаме во ситуација да сега опозицијата бара да меѓународниот фактор биде мислам поприсутен, дека тоа се јавува како некаква стратегија подолгорочна. И тоа, за да таква стратегија успее, секако треба да едноставно падна секоја можност да внатре си ги средуваме односите. Така се случува и на меѓународен план со Бугарија. Сега веќе се јави од Австрија една понуда да Австрија биде посредник како држава, како со својот политички капацитет, нели, да биде посредник на односите. И сега и во парламентот веќе се слушна, иако тоа еден пратеник го кажа, тоа сигурно е бидејќи кажано на фондацијата Конрад Аденауер, која е блиска до ВМРО ДПМН, мислам дека тоа не е случајно. И очекувам повеќе да има притисок во таа насока. Еве, вие не можете сами да си го средите. Од друга страна имаме и опозиција во поранешни приврзеници, да речеме, на власта, кои прилично лошо го примија тој договор меѓу двајцата политички лидери, после кои требаше да се откочи таа затегнатост или блокада во парламентот. Тоа е договорот што го направија Мицковски со Заев. И имаше многу критики, вклучувајќи го и спикерот на парламентот, кој очигледно беше незадоволен од тоа што двајца лидери се договориле, иако се тие практично основината на парламентарниот живот, бидејќи само тие две партии може да го решат ова, без потреба да има некои други партии. Значи може да помине таа криза. Така да не е сосема до крај јасна ни ситуацијата, ни позицијата, и ја би рекол и на спикерот, внатре, односно на една политичка партија како ДУИ, бидејќи како да се добива впечаток дека таму се смета дека се нема контрола врз движењето на политичките процеси кај нас, и веројатно можеше да се избегне вчерашниот ден. Но пак велам, тоа се гледаше дека е некаква инсценација, направено сценарио. Ако јас во джебот имам свирче, тоа значи аз сум дошол во парламентот. Можете да носите многу работи во парламентот, меѓутоа свирче не. Тоа непотребен предмет. Тоа е предмет на отпор, на создавање на некако хаос внатре во салата и така натаму. Господин Костовски, меѓу оние сите блокирани закони што се во собранието и законот за медиуми, никако да биде донесен да се откочи овој закон. Поради отпорот првично на опозицијата, па потоа се повлече и така. Еден закон се донесе последните денови на 2018 година, тоа веќе скоро и да го заборавивме. Беше донесен, се чини на големо изненадување и се покажа дека не е првосовршен. Потоа по тој закон се распиша конкурс, се јавија луѓе за двете институции кои ги третира овој закон, тоа е АВМУ,
Агенцијата за аудиовизуелни медиуми и Македонската радиотелевизија како национален сервис. И се луѓето се конкурира, вие доаѓате во ситуација да не може да бидете избрани. Мислам, тоа се и работи кои се должат на таа блокада што се случува внатре. Не е само изборот на овие луѓе, меѓутоа и тоа е многу индикативен. Ние добивме таму во АВМУ и во Македонска радиотелевизија да седат луѓе што најголем мандат во нашиот плурализам, не се памти некој. Тоа можда во социјализмот можеше. Молам? Повеќе од 10 години се, мислам дека се повеќе од 10 години. Многу и тоа е, тие се исклучуваат себе некаде и меѓународни договори и така натаму, значи тоа функционира, тие се очевидно провладени во својата поставеност, што е опасно, па и особено кај АВМУ, бидејќи не реагира на се почести жалби што има јавноста на тоа како работат медиумите кај нас. Вие не можете да реагирате на ништо не се случи. Вие немавте на последните парламентарни избори да имате само две забелешки од АВМУ. Тоа е просто шокантно, мислам. Како човек што работел таму како адхок тело, можам да кажам дека тие се имаат апаратура, има луѓе кои се вични и кои многу добро ги следат медиумите, меѓутоа очигледно некаде се стопирана е таа реакција. А ако нема реакција, веќе продолжите со практиката да известувате онака како што се известува и мислам. Тие луѓе се поставени уште од времето на доека власт беше во МРОДПМН и ја тера таа. Точно, и затоа и таа така обстојуваат и вие таму имате ситуација да имате луѓе кои немаат врска со медиумите. Всушност ние имаме само еден колега кој е новинар, сите други не се новинари. Имате председател на тоа тело кој е информатичар во градско собрание, не знам да не ги наредуваме другите, меѓутоа тие немаат врска со медиумите, тие не можат да го проценат тоа што треба да се работи, што е нивна основна задача. И затоа вас ви се случува реакција. Видете го, да речеме, сајтот на АВМУ, ќе видите таму дека ништо не се работели. А порано во тоа адхок тело вие секој ден имате еден ритм на информации, преземени активности и така натаму. Не е можно да што се работи таму всушност. Погледнете го сајтот, ќе видите дека вие немате никакви одлуки, ниеден не е опоменат. Или опомените се даваат тогаш кога имате. Како може да се донесе овој закон? Уште накратко, последно прашање. Види, многу е лошо. Јас и лично од секогаш бев противник на тоа што кај нас се тврдеше дека ние како новинари сами ќе си ги регулираме односите и така натаму, не ни треба државата и се одеше на тоа дека таков закон да се донесе. Прво тој никогаш нема да се донесе ако политичките актери се чувствуваат себе дека се аут. Во овој момент во аут е власта, да речеме, како подолго време што им се случува и другата страна е во добивка, едноставно нема да сакат да учествува Сдружение на новинари и другите новинарски институции и организации инсистираат тоа да биде донесено со двотретинско мнозинство, значи да има голем политички консензус. Тоа не е можно. Значи вие не можете да достигнете консензусни за прашања што со 61 гласа се ловат, се бега, да нема мнозинство во парламентот, тоа се све во играни. Како новинари слушаме што се разговара таму, како се договарат меѓу себе пратениците да се избегне ситуација да има кворум. И од комисии почнувајќи па се до седница на самото собрание, значи собраница. Ви благодарам за разговорот, господин Кустовски. Студио, ова беше нашиот разговор со нашиот колега новинарот Любомир Кустовски.